Снежана, здраво. Најпрво сакам да ти се заблагодарам што прифати да разговараш со мене, да бидеш мој соговорник за Hype Македонија за прв пат. Имаме интересни теми. Знаеме дека ти си сертифициран астролог. Можеме да кажеме многу како наука за астрологијата. За почеток сакам да те прашам како си, како се чувствуваш во наше друштво? Добар ден, благодарам за вашата покана. Се чувствувам супер во ваше присуство, така да ќе разговараме, нели, широка е темата поимот астрологија како наука. Се надевам дека ќе биде интересна и за самите гледачи. Hype Македонија има припремено многу предизвици за тебе. Те известивме на време, сакаме малце да поразговараме за естрадата како глобално ниво нашата естрада, што представува паровите на нашата естрада, некои индивидуални личности, ќе ги прокоментираме од твој аспект, но најпрво сакам да те прашам, накратко да ми објасниш астрологијата како наука. Што представува астрологијата конкретно еве за луѓето кои што не се запознаени? Некој ќе речете леле, тоа е гатање, баење, меѓутоа од ваш професионален аспект е сето тоа многу поразлично. Така, астрологијата првенствено е наука, најстара наука, која што ги исичува планетите, нивното дејство, како делуваат самите планети, звезди врз човекот, врз некоја земја, држава, да кажам, тоа ви е мундална астрологија, значи политичка астрологија. Така да астрологијата е доста интересна како наука, доста широка, учиш додека си жив, нели за астрологијата интересно е да се изучува. Да резимираме, значи астрологијата не е гатање, не е баење. Што ќе им препорачаш на луѓето кои што мислат дека тоа е едноставно еве идам на астролог, ќе ми каже што ме чека во иднина, дали ќе се омажам, дали колку години имам за живот и слични теми. Може ли да ги разграничиме тие две области? Така, тука кај нас се уште поимот астрологија не е сватен како што треба и не е разбран. Мислам дека е време да луѓето повеќе проучуваат што е астрологијата, нели да слушнат, бидејќи многу луѓе, да кажам, поимот астрологија го советуваат заедно со поимот на тарот карти, гледачки, гатачки, каде што тоа стварно нема допирна точка едно со друго, да кажам, бидејќи во астрологијата се сведува се на пресметки, така да едно со друго стварно нема допирна точка и треба да се разграничи еднаш, нели, што представува поимот астрологија. Така, си има свои принципи. Снежана, дали од хороскоп може да се предвиди популарност или слава? Секако, според наталната карта на еден човек, значи може да се види дали тој човек, жена или маж, е предодреден, да кажам, за да биде музичар, уметник некој, значи и како може да се види. Снежана, дали може низ животот да се водиме според наталната карта? Еве, како еден астролог, да ни предвидиш според, нели, датумот на раѓање, часот и местото, натална карта која што ќе не води низ животот. Дали е така полесно? Па да, например, ете, бидејќи вашата телевизија е, нели, сепак шоу бизнес, музика, ќе се ориентирам, нели, на тие води. Например, еден човек, ако сака да биде во тие води, и ако има свој астролог, пример, ако е пејач човекот, може, например, астрологот да му даде насоки добри кога да сними песна, кога да сними албум, во кој период е најдобро тоа да го направи, за тој албум, например, да му види поуспешен, послушан, нели, така да астрологијата и како помага, например, во такви случаеви, кога еден човек, нели, има, нели, различна професија, да кажам, меѓутоа може да помогне ако се води по насоките на астрологијата, да. Кажи ми, постои ли аспект на наталната карта која што покажува љубов кон камерата и сцената? Па да, секако. Самата натална карта, пак ќе кажам, на еден човек може да се види дали некој има, нели, афинитети кон камера, кон телевизија, или пак нема. Сега, колку и да се труди, ако ти немаш во наталната карта такви аспекти, тој труд ќе биде залуден. Ме интересира, ако Вага, Шкорпија и Рак се на состанок, кој ќе победи во љубовната игра? Малце специфично прашање, бидејќи во астрологијата баш не се сведува се
така, али е, ајде да кажем вона глобално, ако разгледуваме можеби ете Шкорпијата. Кој знак е најголем женкар или заводник во зодијакот? Видете, тука морам да пообјаснам некоја работа и тоа е стварно битно многу во астрологијата да се знае и луѓето да знаат. На тој начин не се гледат работите во астрологија, бидејќи самиот знак како знак вас не ве опишува како личност, ме разбирате? Значи, кај жените е многу битна месечината, каде е поставена, а кај мажите додека е Марс. Фактички, вие преку месечината и Венера, например, кај жените, може да видите како таа жена ќе се однесува, што чувствува. Разбирате, самиот знак како знак не дека не е битен, битен е, меѓутоа многу побитни се овие други планети, да кажам. И секако луѓето е многу погрешно да се водат, во суштина кога според хороскопскиот знак. Пример, ако вие, например, кажете не ми се допаѓа Шкорпија, тоа не е правилно и немојте да се водите никогаш кон тие, нели, работи, за тоа што самиот знак фактички не го опишува човек. Не разбирате? Значи, мора детално да се види каде е месечината поставена, како, каде е Венера, Марс кај мажите е многу битен. Така да, генерално, еден човек, значи, не се гледа преку хороскопскиот знак и не е добро луѓето да ги толкуваат другите луѓе според хороскопскиот знак. Имаш многу клиенти кои што се, нели, обични луѓе од естрадата, кои што се познати, нели, секако може да ни откриеш некој од нив. Дали доаѓаат често кај тебе луѓе од естрадата или еве да речеме политичари, како твои клиенти кои што бараат ете според наталната карта да се водат низ животот и успесите во кариерата, падовите, исто така и љубовниот план? Така, да. Имам доста клиентела и од сфера на политика и од сфера на естрадни уметници. Меѓутоа има една работа кај нас астрологите што е доста битна, а тоа е дискреција е загарантирана, бидејќи не секој човек едноставно сака да дозволи да каже дека правил натална карта и тоа е во ред, нели, од нивна страна, така да ние како астролози кај нас треба да има дискреција загарантирана. Ме разбирате? Така да имиња спомнување воопшто не е добро за мојата професија. Ако самиот клиент, нели, каже дека правил натална карта кај мене, тоа е во ред. Меѓутоа, јас како астролог не ви дозволила ни едно име да излезе од мене, нели, да кажам, ете, тој прави натална карта. Меѓутоа, дали би можела да ни откриеш дали повеќе доаѓаат пејачи или политичари да се направат натална карта? Генерално, има и од едните и од другите. Снежана, ние направивме еден предизвик. На нашата естрада има многу парови кои што се, нели, во љубовна врска или во брак. Издвоивме некои од нив, кои што ги дававме, нели, податоците и би сакала ти да ни откриеш нешто за нив. Ете, според тие натални карти што ги откри ти, што велат звездите за Стефан Лазаров и Марта? Кога зборуваме за Лазаров, еве да кажам, он е во знакот на рак, кај него е асцендент Вага, знак Вага, со Марс во Вага исто. Се работи за емотивна личност, да кажем, меѓутоа, кога се работи во поле на нели тие емоции, знае да биде некогаш и чкрт во емоција, да глуми како леден крал спрема својата половина, додека Марта, нели неговата жена, е доста, ајде да кажам, преемоционален тип, каде што премногу се води според своите, нели, емоции. Јас би советувала на овој брачен пар да биде повнимателен во поле на брак во наредни, ајде да кажам, 3 години. Наредни 3 години. Мада Лазаров сега од мај месец влегува во еден многу добар период, нели, ван она, да кажам, љубовниот живот и треба да го искористи, затоа што после 12 години му влегува планетата Јупитер, каде што треба да ја искористи. Јупитер е најубава планета и
треба да се искористи максимално, така да поздрав до Лазаров, ако не гледа и искористи ги своите, ајде да кажам, 5 минути во наредната година од мај месец па до август 2026. Што значи тоа ќе имаат криза? На што треба да повнимаваат? Подетално, може ли да се отворат звездите за подетално да ни кажеш? Мато знае да има некоја импулсивна нервоза, например, ако влегуваме во таа интимност, меѓутоа и да сака љубов како од романите. А за Лазаров, едноставно, он е малце, ја мислам, по-ладен, да кажам, не покажува толку чувства. Не дека не знае да сака, далеку од тоа. Тој е емотивен тип, меѓутоа покажувањето на чувствата спрема понежниот пол малце му се слаба карика. Имаме нареден пар кој исто така нели се во брак, Антонија и Роберт, незиниот сопруг. Што велат звездите за нив? Антонија е малку специфична особа која што едноставно ја сака слободата. Слободата ќе биде многу битен фактор во животот. И едноставно некогаш може да биде несватена во наводници од својот партнер, кој што знае да биде некад незиниот партнер малку тешка цеветлака, да кажам. Знае да биде посесивен до некој начин, меѓутоа Антонија како нели жена девојка која што ги има овие планети, дава едноставно се што ќе ја ограничува во животот, нема да ја прави среќна. Така да малце треба исто да повнимаваат во наредните 6 години, нели во тоа поле брак. Имаме еден интересен човек, една легенда во македонската естрада и актерство и музика, нашиот шоумен и единствениот Игор Џамбазов. Тој ни откри во едно интервју многу интересни детали за неговиот љубовен живот. Нормално тој сега си нашол некоја мирна оаза во која си живее. Што велат звездите за него? Малку чудна работа е за Игор Џамбазов, поздрав до Игор. Он е преемотивен тип. Значи, колку год може би на телевизија да глуми нешто, он е тотално емотивен, може да заплачи на секоја ситница, ја мислам, затоа што нели такви му се и генерално и планетите. Некогаш такви планети знаат да дадат исто проблем во комуникација, едноставно преемотивно да ги доживува сите работи кажани во животот, па да дојде проблем во комуникација со луѓето околу него, најчесто со своите блиски. Така да кај него последол период од јуни месец, средина на јуни, доаѓа еден прекрасен период, наредни, да кажам, 2 години, каде што она баш може да блесни, да кажам, во негов сјај, бидејќи долг период немаше баш некои поволни планети, поготово во поле на љуб. Така да, Игоре, од јуни месец, супер период и се надевам дека ќе ги искористиш максимално овие трансите што ги имаш. Значи ќе може да се заљуби, тоа значи. Па се во игра. Нежна, за крај би сакала да те прашам вака на општо ниво. Што ја следува Македонија, што не следува во иднина, какви се звездите, што вика тебе сега ми спомна дека е некој ретрограден Меркур, на сите работите ни се, да речам, испревртени. Што не советуваш за во иднина? Следи ли добар период? Знаеме дека нели Македонија, да не ги спомнаме тие тешки денови кои што ги преживеавме, дали ни следи светлина, ете да речам, убава енергија во иднина или сепак следи некој бурен период? Добро прашање. Видете, Македонија се наоѓа во една потешка фаза, да кажам, со некои потешки транзити веќе 4-5 години. Дефинитивно, каде што ти самите гледате дека самиот народ пати, нели, до негде. Меѓутоа, со самото менување на нашата влада, фактички доаѓаат луѓе, пошто
тоа е веќе политичка астрологија, мундална астрологија. И јас имам разгледувано наталната карта на Македонија. И власта која што е сега дојдена и како одговара на Македонија, астролошки, нели да кажам. Меѓутоа, веќе од наредна година, од август месец 2026, Македонија влегува во една многу подобра фаза, каде што ќе има многу добри транзити, каде што ќе почне да оди напред и напред. Значи нема да има лоши транзити, несреќи, не знам, поплави, земјотреси. Али тоа ќе види од август наредна година, нели 2026. Треба да се припази дефинитивно до јуни месец, затоа што има потешки транзити. Тие транзити се почнати веќе пред 2 месеци, по јаки транзити, да кажам, кои што се малце потешки и треба да се види внимателно во поле на поплави. Поплавите исто треба да се следат, така да, ајде да кажам, и останува уште краток период каде што ќе излезе колку толку Македонија од тие потешки транзити кои што ги имаше се. Се надеваме на најдобро. Снежана, сакам да ти се заблагодарам што беше наша гостинка, што ни откриете некои детали. Се надевам дека и во некое наредно издание ќе откриеме некои работи за остатокот од естрадата. Ти благодарам и се надевам дека твоите зборови ќе бидат вистинити. Благодарам на поканата.